За вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите: за предјадење тестенини во сос од топено сирење, како главно јадење ѓувеч со буткица, за десерт торта со круасани. Од најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња, оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. За вашето утрешно мени, како предјадење, ви предлагаме да подготвите тестенини во сос од топено сирење. Печурките ги сечкаме на парчиња. Зовриената вода во тенџере на оган ја посолуваме. Во водата ги ставаме тестенините да се варат. Додаваме масло за јадење. Го покриваме тенџерето со капак. Пилешкиот стек го сечкаме на ситни коцки. На загреано масло во тава на оган ги ставаме печурките да се запржат. Потоа ги додаваме парчињата месо. Зачинуваме со ориганото. Промешуваме. Откако месото ќе обели, во тавата го налеваме млекото. Го додаваме и топеното сирење. Сварените тестенини ги истураме во цедалка. Откако сосот ќе ја добие потребната густина, ја тргаме тавата од оган. Начинијата за сервирање ги ставаме исцедените тестенини. Врз нив го нанесуваме сосот од топено сирење. Украсуваме со листови црвена марула. За подготовка на ова предјадење нам ни беа потребни 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.
Во посолена вода со масло сварете ги тестенините, исцедете ги, исечканите печурки запржете ги, додадете ги коцките пилешки стек и зачинете. Откако месото ќе обели, додадете ги млекото и топеното сирење. Пржете додека сосот не се згусне. Сервирајте ги тестенините, нанесете го сосот и украсете. Добар апетит! За вашето утрешно мени како главно јадење ви предлагаме да подготвите ѓувеч со буткица. Тиквичката ја сечкаме на коцки. И модриот патлиџан го сечкаме на коцки. На коцки ја сечкаме црвената пиперка. Главицата кромит покрупно ја сечкаме. Доматите ги лупиме. Потоа и нив ги сечкаме на коцки. Буткицата ја сечкаме на поголеми парчиња. Ја ставаме во тенџере со загреана вода на оган. Посолуваме. Тенџерето го покриваме со капак. На загреано масло во друго тенџере на оган го ставаме кромидот да се пржи. Откако ќе омекне ги додаваме парчињата пиперка. Потоа ги додаваме парчињата модар патлиџан и тиквичка. Додаваме мешан зачин. Откако целиот зеленчук ќе омекне, ги додаваме парчињата домати. Промешуваме. Потоа го додаваме и оризот. Промешуваме. Динстаме 60 минути. Сварените парчиња буткица ги ставаме во тава. 2 црпалки од течноста во која се вареше буткицата налеваме во тенџерето со зеленчукот. На буткицата ги отстрануваме коските. Месото го сечкаме на парчиња. Го додаваме во тенџерето со зеленчукот. Огнеотпорниот сад го попрескуваме со масло. Во садот ја претураме содржината од тенџерето. Налеваме уште 2 црпалки од течноста во која се вареше буткицата. Садот го ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 210 степени. Го вадиме садот од рерна. Од ѓувечот со буткица ставаме начинија за сервирање. Украсуваме со едно младо кромитче и гранче макдонас. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 2 часа и 30 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Каберне Совиньон со пурпурно црвена боја, дискретна овошна арома и мириси на вишна, малина и на суво грозје. Се служи на температура од 16 до 18 степени. Сварете ги парчињата буткица, отстранете ги коските, а месото исечкајте го. На загреано масло испржете ги кромидот, пиперката, тиквичката и модриот патлиџан. Зачинете. Додадете ги парчињата домати и оризот. Издинстете. Додадете го месото и ставете во огнеотпорен сад. Испечете со водата во која се вареше буткицата. Сервирете и украсете. Добар апетит!
Како десерт за вашето утрешно мени, ви предлагаме да подготвите торта со круасани. Почнуваме со подготовка на пандишпаните. Во сад за матење ги кршиме јајцата. Го додаваме шеќерот. Матиме со миксер додека не се растопи. Потоа во садот го додаваме брашното. Го додаваме и прашокот за печиво. Мешаме со лопатка додека смесата не се соедини. Смесата ја расплескуваме во 3 тркалезни калапи за печење обложени со хартија. Калапите ги ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 200 степени. Во меѓувреме ги подготвуваме филовите. Во тенџере на оган налеваме 150 мл млеко. Го додаваме какаото. Мешаме со жица за матење. 100 грама чоколада кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата. Откако смесата ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во друго тенџере на оган налеваме 600 мл млеко. Го додаваме прашокот за пудинг. Мешаме со жицата за матење. Откако пудингот ќе ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Преостанатата чоколада ја кршиме на парчиња. Ја додаваме во тенџерето. Мешаме со жицата додека не се растопи. Во сад за матење го ставаме прашокот за шлаг крем. Ја додаваме чоколадата во прав. Налеваме 100 мл млеко. Матиме со миксер. Налеваме и 50 мл вода. Откако шлаг кремот ја добие потребната цврстина, го исклучуваме миксерот. Во длабок сад го ставаме маргаринот. Го додаваме шеќерот во прав. Матиме со миксер додека маргаринот те стане пенест. Ја додаваме изладената смеса од тенџерето. Матиме со миксерот. Додаваме и половина од шлаг кремот. Повторно матиме со миксерот додека првиот фил не се соедини. Во садот за матење со преостанатиот шлаг крем го додаваме изладениот пудинг. Матиме со миксерот додека вториот фил не се соедини. Пандишпаните ги вадиме од калапите. Им ги отстрануваме хартиите. На шинија за торта го ставаме првиот пандишпан. Го премачкуваме со првиот фил. Врз филот го ставаме вториот пандишпан. Го премачкуваме со вториот фил. Потоа врз филот ги редиме мини круасаните. Врз круасаните го нанесуваме преостанатиот втор фил. Врз филот го нанесуваме и третиот пандишпан. Целата торта ја премачкуваме со преостанатиот прв фил. Декорираме со ролери наполнети со чоколаден фил по страничниот дел на тортата. Декорацијата ја завршуваме со топчење од црна и бела чоколада на горната површина на тортата и помеѓу ролерите. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 2 часа. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладника вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје! Од јајцата изматени со шеќерот, брашното и прашокот за печиво испечете 3 пандишпани. Сварете смеса од млеко, какао и чоколада. А од млекото и прашокот за пудинг сварете пудинг и вмешајте чоколада. Прашокот за шлаг крем изматете го со чоколадата во прав, млеко и вода. Од маргаринот, изматен со шеќерот во прав, смесата со какао и половина од шлаг кремот изматете го првиот фил, а од изладениот пудинг и шлаг крем вториот фил. Првиот пандишпан премачкајте го со прв, вториот со втор фил, наредете ги круасаните и филувајте. Прекрите со третиот пандишпан. Филувајте ја тортата со првиот фил и декорирајте. Добар апетит!
најниската точка на планетата, од местото за кое се водеа епски војни, од најчистото море во светот, 8 пати посолено и неповрзано со други мориња. Оттаму ви ја носиме најквалитетната морска сол. Морска сол од мртво море. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Зачин К+, произведен од органски сув зеленчук, мирисни зачини со најдобар квалитет, надополнет со калиумова сол и без адитиви. Тоа е рецептот за врвен зачин. Зачин К+. Добро е да знаеш што ставаш во јадењето. Прв македонски антидиетален производ. Манџа за вкусна манџа. Мешавина на зачини за подготовка на нашите традиционални јадења. На лесен начин до неверојатно вкусни. Компир манџа, тавче гравче, сочно ќофте, гулаш, шпагети болонјезе. Почестете се со најдобрите телешка, шкембе и рибја чорба. Манџа за вкусна манџа. Хималајска сол содржи 84 елементи повеќе од обичната сол, кои се совпаѓаат со елементите во нашето тело. Овозможува 23 пати повеќе размена на вода во организмот од обичната сол, 84 причини повеќе и 23 пати подобра од обичната сол. Хималајска сол. Се надеваме дека со нашиот избор на јадења ви помогнавме да се одлучите што вкусно да сготвите за утре, а за следната емисија ви подготвуваме за предјадење лиснати ролнички со кромит, како главно јадење пилешки ролати, за десерт торта светлана,